Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телеамбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Какви лабораториски анализи ни се потребни, што треба да направиме доколку имаме проблем со покачен шеќер во крвта или пак нарушена функција на тироидната жлезда? Во случај да треба да се испита липидниот статус, односно нивото на триглицеридите и холестеролот, потребно ли е пациентот да направи некаква посебна подготовка пред да влезе во лабораторија? Има ли влијание исхраната или пак физичката активност неколку часа пред земањето на крвта? Од што зависат точните резултати на лабораториските испитувања ќе ни појасни гостинката која што со мене денеска во студиото, а тоа е доктор Оливера Жиковска, специјалист по медицинска биохемија, секако во Жан Митрев клиник. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Вела дека зголемениот ризик за атеросклероза зависи од нарушувањето на метаболизмот на липидите. Па што тоа значи? Всушност, што одредувате за да проверите дали е нарушен метаболизмот на липидите? Нарушувањето на метаболизмот на липидите најчесто се рефлектира со хиперхолестеролемија и хипертриглицеридемија. Значи, најчесто имаме покачување на концентрацијата на вкупниот холестерол, како и на фракциите од холестеролот, LDL и HDL фракцијата и триглицеридите, односно триацилглицеролите, и најчесто покачувањето на холестеролот и триглицеридите се причини за настанување на сериозното оштетување на луменот на крвните садови, атеросклерозата. Тоа е едно заболување кое што една состојба при што се таложат мастите од на внатрешноста на интимата на крвните садови, на големите и на средните артерии, и први настанува наталожување на холестеролот, кристали на холестерол, потоа почнува создавање на една фиброзна плака, па стеснување на луменот на крвниот сад како резултат на наталожување на мастите на внатрешноста на крвниот сад, и стеснувањето на луменот се губи еластичноста на крвниот сад, стануваат крвните садови крути, лесно пукаат и на тоа место многу лесно настанува зголемена коагулација на крвта, појава на тромбоза, и сето тоа води до една од најчестите последици за болест и смртност, а тоа е коронарната артериска болест, односно инфаркт на миокард и мозочен инсулт, односно кардиоваскуларни и цереброваскуларни заболувања. Холестеролот му е потребен на нашиот организам, и затоа го произведува црниот дроб, но сепак внесуваме холестерол и преку исхраната. И кога испитувате холестерол, најчесто се утврдуваат вредностите на LDL и HDL. Дали е тоа исто што и холестерол? Не, вака, првин холестеролот е стероидно соединение кое што се создава при разградување на масти, внесени, значи, екзогено со исхраната, намирниците од животинско потекло, како што се жолчката од јајце, сувомеснати производи, млека кои што се помасни, кашкавал, павлаки, такви производи од животинско потекло, се тие кои што се внесуваат, преку нив го внесуваме холестеролот, екзогениот холестерол, и холестеролот, 80% од холестеролот се синтетизира во црниот дроб. Тој холестерол е тој ендоген холестерол. Во организмот, во крвта се наоѓа холестеролот во два облика, како естерифициран со масните киселини и како слободен. Вкупниот холестерол, што го проверуваме како вкупен или тотален холестерол, е тој што ги опфаќа тие два типа, значи слободниот и зврзан со масни киселини. А HDL и LDL холестеролот, тоа се фракции на холестеролот, всушност фракции кои што се главно носачи на холестеролот во крвта, од периферија кон од крвта кон периферните ткива и кон црниот дроб за понатамошно метаболизирање. LDL холестеролот, кој што ни е познат како лош холестерол, тој носи врзува најголема концентрација на холестеролот, и тој го носи холестеролот го носи во крвните садови. Значи има можност да го тоа е тој лошиот холестерол кој што го носи во крвните садови, тој холестерол се наталожува и затоа е поврзан со
атероматозни промени на крвните садови, значи има атерогенно дејство. Зголемената концентрација на овој холестерол е поврзана со најчестиот ризик фактор кој што е основен за настанување на атеросклероза, се разбира и со други фактори кои што секој на свој начин придонесува, а добриот холестерол или ХДЛ холестеролот некаде 20 до 30% од холестеролот носи. Тој има улога да го носи холестеролот од крвните садови кон црниот дроб, каде што со метаболички пат се создават жолчните киселини, начинот единствен на елиминација на холестеролот во организмот, и тоа е добро да биде колку подобро, повисок, толку е подобро, затоа што има протективно дејство, односно кој штити крвниот сад од атероматозните промени. Колкава е нормалната вредност на вкупниот холестерол во нашиот организам? Вкупниот холестерол во нашиот организам, значи на метаболизмот на холестеролот делуваат многу фактори. Некои ние можеме да ги смениме, некои не. Како на пример полот, возраста, генетска предиспозиција и некои кои што можеме да ги менуваме, исхраната, физичка активност и така натаму. Значи, затоа го спомнав ова, полот, возраста. Многу е битна возраста за да се каже дали таа референтна вредност која што ја имаме препорачана 5,2 милимоли на литар одговара, затоа што со текот на возраста нивото на холестерол во крвта се зголемува и нормално достигнува некаде максимум 6-7 деценија. Сега ние не можеме да очекуваме некој во 6-7 деценија да има исти холестерол со некој што има 20-30 години, кај помладите се препорачува да биде под 5,2 и така е препорачано да биде. Ама со тек на годините таа граница може и да биде малку повисока и се разбира кај пациенти кои што се со срцево заболување, кај нив се препорачува значи да биде строго дури пониско од 5,2, затоа и они се мислам се на терапија со симвастатини, кај нив се препорачува и ЛДЛ да биде под 2,5 за разлика од здравата популација. Така, некога се збунети кога ќе ги добијат резултатите, тие се во нормална вредност, но лекарите велат тоа е високо за вас и добиваат статинска терапија. Да, затоа се зависи и од други фактори. Значи нема едноставен одговор на ова прашање. Во период на жените, например, во репродуктивниот период, до менопауза, се позаштитени, мислам, кај нив холестеролот е понизок, заштитени се од естрогените хормони, од атероматозни промени на крвните садови, затоа што кога го мериме и холестеролот, но треба да ги видиме и крвните садови, да се направи еден кардиолошки преглед и тогаш да се види на пациентот дали му одговара таа вредност, односно таа граница под 2 или треба да биде и пониска од 5,2 или може да биде и повисока. Ако некој пациент добие ниски вредности на холестерол, тој има некаква диагностичка вредност? Знаеме дека холестеролот е многу значен во градба на клеточна мембрана. Од него се создаваат стероидните, односно половите хормони, од него се создаваат хормони на надбубрежна жлезда, витамин Д, од него се создаваат жолчните киселини, затоа е многу битен и кога имаме состојба на хипохолестеролемија, сега поретка е, обично тоа е 2,6, под 2,6 е веќе хипохолестеролемија, тогаш станува збор за исто за нарушување или пореметување на црниот дроб, или кај пациенти со хипертиреоза имаме ниско ниво на холестеролот. Кај нарушена апсорција, некои промени во дигестивниот систем или недоволен внес, значи може и ниското ниво да биде проблем, ама многу поретко е во однос на хиперхолестеролемијата. Исто така тука се триглицеридите кои што се одредуваат, какво е нивното значење, што ако се покачени, дали обичок е покачениот холестерол, се забележуваат и покачени триглицериди или пак не е еднонасочна поврзаност? Не е еднонасочна. Триглицеридите ни се главниот извор на енергија
од мастите. Исто и тие може да бидат од екзогено потекло и ендогено, значи да се внесат со храна и да се синтетизираат во црниот дроб. Обично сите пациенти што испитуваат липиден статус доаѓаат са бајле на гладно и затоа тие надворешните екзогените ги нема, туку ги проверуваме ендогените. Триглицеридите се поврзани и со јаглехидратната исхрана. За разлика од холестеролот, каде што исхраната е битна, но и генетската предиспозиција. Кај триглицеридите има и генетска предиспозиција, така наречени примарните хипертриглицеридемии, а многу повеќе и начинот на исхрана и повеќе внесување на јаглехидратната исхрана. Значи јаглехидратите, шекерите, кога не се искористуваат, се депонираат во масно ткиво и може да доведат до покачување на триглицеридите. Хипертриглицеридемијата, значи нели рековме примарни и секундарни, може да бидат секундарни, најчесто се поврзани со диабетес мелитус, поврзани се со една хипотиреоза, со нефротски синдром, може преголем внес на витамин С исто така да поремети, да доведе до снижување на триглицеридите. Некоја терапија како бета блокатори, како диуретици од групата на тиазидни диуретици може да доведе до покачување на нивото на триглицериди. Кај примарните хипертриглицеридемии, каде што имаме генетска, генетски наследен фактор, тука може да има типови на хипертриглицеридемии кои не се поврзани со хиперхолестеролемија. Значи може да имаме покачен холестерол, а нормални триглицериди и обратно, нормален холестерол, а покачени триглицериди. Дали е доволно да бидеме гладни утрото кога ќе отидеме да испитаме липиден статус во крвта? Колку време не треба ништо да јадеме? Доволно е од вечер да не јадеме ништо за да добиеме точни резултати утрото? Па за липиден статус се препорачува неколку дена пред одење да се внимава на исхраната. Затоа што да не се зема многу масна храна, да се зема варена храна. Да се избегнува скара, мајонези, многу шекери, внесување. Последниот ден пред одење во лабораторија, последниот оброк да биде до 18 часот, затоа што за липидниот статус се препорачува дури до 14 часа да биде пациентот гладен пред да му се земе крв за испитување на липидниот статус. Ако за другите 12 часа максимум е доволно, за липидниот статус дури од 12 до 14 часа. Утре дента доаѓа нормално на гладно. Сега се препорачува претходните денови да нема некоја поизразена физичка активност, менување на телесна тежина, да може да влие, затоа што ако и физичката активност влие, нели повеќе потрошувачки или например ако сме на некоја диета пред да земеме крв, сега на почетокот кога почнуваме нели со диета, имаме промени во нивото на триглицериди, па потоа нагло паѓа, така да се треба тие денови 2-3 пред одење да се однесуваме нормално, со нормална исхрана, не многу масна исхрана и обавезно на гладно утрото пред земање, без внесување на храна, без пушење, пиење, кафе, алкохол се препорачува да се земе примерок. Следно ќе ни биде нивото на шеќер, правилното земање крв за да се добијат точни резултати, но да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната телма амбуланта на телефонскиот број 3076-677. Доктор Оливера Жиковска, специјалист по медицинска биохемија во Жан Митрев клиник, е денешната гостинка која што ќе даде појаснувања за сето она што ви интересира, а е поврзано со лабораториските анализи за конкретните болести за кои што зборуваме. Многу често при рутински анализи се испитува ниво на шеќер во крвта, но исто така и кога некој ќе почувствува некакви тегоби, докторот ќе се посомнева на диабетес, најнапред се утврдува нивото на гликозата во крвта. Па која е незината нормална вредност?
Се препорачува да биде нивото пониско од 5,6 милимоли на литар. Од 3,9 до 5,5, значи до помало од 5,6, да биде нормална концентрација на гликоза во крвта на гладно измерена. А после оброк или во случаен примерок, пониска да биде од 11,1 милимоли на литар. Доколку измериме после оброк повисок од 11,1, се разбира тоа мора да биде потврдено со измерена гликемија на гладно. На гладно. Да. Но некога се случува утрото да дојдеме да испитаме гликоза, односно шеќер во крвта на гладно и да ни покаже малку покачена вредност. Но да речеме вечерта сме јаделе нешто благо. Торта, шеќер, значи чоколадо и слично. Тоа може да се прочита во крвната анализа? Да, може да влие. Ако доцна сме јаделе и повеќе за храна што содржи шеќери, може да малку умерено, ама тоа да не... Но да речеме гранична вредност, да не оди... Да не оди во граничната вредност. А одредено ниво на стрес, дали може да покачи? Да, стресот покачува затоа што адреналинот, гликокортикоидите, хормони кои што го зголемуваат нивото на гликозата во крвта. Некој ќе рече на нервна база ми скок на шеќерот, значи има вистина. Или зголемена физичка активност, или напор некој, или стрес, болка, инфекција, бактериски вирусни инфекции исто така можат да предизвикат поради самото промени во имуниот систем, самиот организам, покачена температура исто, така да кога се проверува гликемијата во такви состојби мора да се потврди. Така. Имаме гледач, да го вклучиме во програма, да му дадеме предност. Добар ден за него. Добар ден. Дали се слушаме со гледачот? Да. Така, се слушаме, во програма сте, повелете. Да. Па вака сега, сакам да ве замолам. Имам 57 години. Така? 57 години и еве имам висок холестерол, пијам определени апчиња од 10 милиграми, но оваа недела почувствував одредено покачување на шеќерот во крвта. Наутро кога станувам, бидејќи сопругот ми е шеќераш и така го проверувам и дома и јас сега почнав оваа недела шеќерот. Се огледав дека наутро кога станувам шеќерот ми е 6,4, некогаш 7,7. А после ручек, кога ручам, после 2 часа, повторно го испитувам и ми е шеќерот околу 9,8, 9,9, 8,2, 9. И малку сум загрижена затоа што сметам дека има некоја промена во мојата крв. Што е потребно да питам дали тој 3-месечен тоа 3-месечно испитување уназад со шеќер или како се прави тоа? Ве молам, упатете ми што да направам за да видам и да бидам мирна. Така, каква лабораториска анализа треба да направите за да проверите дали имате проблем или не? Спомена гледачката 3-месечен, значи може да се утврди нивото на гликозата во последните 2-3 месеца? Може да се утврди во ситуацијата, во конкретната ситуација, пациентката најдобро е првин да дојде во лабораторија на гладно, да се провери гликемијата на гладно. Добро. Тоа е затоа што основниот диагностички критериум за диагноза на диабетот е гликемија на гладно. Знаеме дека и шеќерната болест е болест која што не опфаќа само, не е само заболување метаболно на аглихидрати, туку и на мастите, на протеините и секогаш се поврзани шеќерната болест со хиперлипидемиите и хипертриглицеридемиите, така да на гладно, наутро, со претходниот ден до 19 часот максимум последниот оброк да биде, утре дента наутро одморено се препорачува од 7 до 9 часот да дојде во лабораторија биохемиска да се направи први испитување на гликемија на гладно, да се види колку ќе биде концентрацијата, затоа што во домашни услови измерена не е исто. Во домашни услови со
глукомерите за само контрола, може да се следи. Пациенти со веќе што прима терапија, како оди, како им се движи нели шекерот, ама за диагноза на заболувањето мора во лабораторија. Првин тоа основно. Ако нивото на шекерот кај пациентката е помало од 7, добро. Тогаш може уште еднаш да се провери. Ако е повисоко од 7 или на граница, тогаш се препорачува, или ако е повисоко е диабет. Ако е околу 7, меѓу 6-7 до 7, за да го диагностицираме, се препорачува правење на орален гликоза толеранс тест или така наречениот скриен шекер. Тој ни е првиот каде што имаме сомнителни ситуации, кога многу е лесно да се диагностицира диабет кога имаме клиничка слика со симптомите кои што се карактеристични, а тоа се жед, глад, обилно мокрење, посебно навечер мокрење, и кога имаме измерена гликемија на утро, на гладно во лабораторија повисока од 7 или после оброк повисока од 11,1 и тогаш знаеме дека е диабет. Ама многу треба да бидеме внимателни со оние пациенти кои што нема диабет, ама имат и концентрации кои не одговарат на нормалната концентрација на гликемија, тоа е тој предиабет. И затоа кај вакви ситуации се препорачува да се направи орален гликоза толеранс тест. Како се изведува тој? Тој тест се изведува во лабораторија. Најдобро е да дојде пациентот наутро од 8 до 12, да почнеме во 8 и да завршиме до 12 часа. Неколку дена, 3 дена пред да се изведе тестот, на пациентот му се советува да јаде како што нормално си јаде, пиење, пушење, терапија, да прима се, само да се оптерети во тие 3 дена повеќе со јаглехидрати, 100 до 150 грама. Треба да изедат чоколада. Да, 3 дена. Последниот ден пред изведување на тестот, да биде последниот оброк некаде до 8 часот, да не е покасно од 10 часот никако. После тоа само вода може да пие, ама ако не, може и да избегнува и вода да конзумира. Сабајлето доаѓа во лабораторија, се мери гликемијата на гладно. Добро. И ако е гликемијата на гладно повисока од 7,1, тогаш е диабет. Нема потреба да се прави тестот. И нема потреба и не се препорачува затоа што може пак да дојде до покачување. Ако е под 7,1, тогаш се продолжува со оптеретување. Му се дава на пациентот да испие 75 грама, таа е посебна гликоза, се раствара во 250 до 300 милилитри вода. Во период од 5 минути се треба се пие, голтка по голтка, не наеднаш. Многу е непријатен некогаш вкусот за пациентите, па може и лимон да се додаде, малку за да биде по-пријатен за пиење. Откако ќе испие течноста, точно 2 часа после и пиење на течноста, пак се зема крв за да се провери сега колку е нивото на шекерот по 2 часа. Со оваа метода се проверува нели како со тоа оптеретување, дали има пореметување во метаболизмот, какво е однесувањето на организмот кога ќе го оптеретиме со стандардно количество на несена гликоза. И кога ќе го оптеретите, треба да има нормални вредности, и така? Сега, да, и многу е битно и за време додека тие 2 часа пациентот да биде во лабораторија или во чекална, не мора во лабораторија кај што е Босна, туку во чекална, значи да не пешачи, да не јаде, да не пие, за да не дојде до потрошувачка на шекерот, туку да биде реална измерена концентрацијата. И после 2 часа, ако неговата концентрација е помала од 7,8, добро, исклучуваме диабет. Ако е меѓу 7,8 и 11,1 милимоли на литар, станува збор за предиабет. Сега тука може уште еднаш да се направи. Да се повтори? Да се повтори, за да сме сигурни, ама тоа е предиабет. А ако е над 11,1 милимол на литар, тогаш е диабет.
Сега се препорачува и уште еднаш да се повтори, затоа што реално некого да го ставиме во диабетичари, така со едно испитување не е едноставно, затоа што диабетот како диабет е сериозна диагноза. Да, така, и затоа препорачливо е уште еднаш да се провери. И со овој тест ќе сме сигурни дали пациентот има или нема диабетес. А хемоглобин А1С или така, тој тромесечен што го спомнавте, значи и тој можеме ние да го направиме, ама тој е повеќе за следење на текот на болеста и соодветноста на терапијата. Дали сме дале соодветна терапија, затоа што тој тромесечен хемоглобин А1С ја покажува, тоа се создава врска меѓу хемоглобинот и гликозата во крвта. Колку е поголема концентрацијата на гликоза, толку е повисока и процентот повисок на тој хемоглобин А1С. Тој е процентот вкупниот хемоглобин, и кај здрави луѓе се препорачува да биде под 5,7. Затоа и може и да се направи и за да се диагностицира, ама повеќе е за следење на текот на болеста и соодветноста на терапија, пошто ако е кај диабетичари над 8, значи дека терапијата не е добра и таа мора да се менува. Тестот со оптеретување со гликоза е прилично непријатен, некои чувствуваат гадење, па дури и диареја, така што можеби заради тоа се обидуваат да го избегнат и се интересираат дали има некој друг начин за поставување диагноза. Имаме уште еден гледач кој што малку почека да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката Довас. Благодарам. И ми зема крв и треба да одам кај матичната, ама сега викам ајде да прашам. Гликозата ми е 6,6, ама јас сум на инсулинска терапија. Урината ми е 7,2, креатинот ми е 82, АСЕТ 27, железо 14,9, холестеролот ми е 7,7, триглицериди 1,1. Па докторката да ми каже како се резултати од така. Ви благодарам за вклучувањето. Гледачката искористи да си ја прочита својата анализа на телевизија. Вака накратко што би можеле да кажете пред да продолжиме со денешните прашања? Спомна гликемијата 6,7 не се или сеќам 4 тука некаде беше. Значи или 6,6 за пациент кој што е на инсулинска терапија, тоа е регулирана гликемија, сигурно на гладно одела во лабораторија да провери. Параметрите уреа, креатининот, АСТ, серумското железо и се добри. Триглицеридите сега покачување мало на холестерол, сега мислам возрастна пациентка дека беше. Не ја прашавме колку години има, сепак 7,7 може да се јави кај матичниот за да се види дали има потреба од статинска терапија за намалување на холестеролот. Инаку шекерот е регулиран, добра е гликемијата. А кај кои пациенти се препорачува да се испита инсулинот кога станува збор за проблем со шекерот? Па инсулинот, бидејќи ни е единствениот хормон кој што ја носи гликемијата од крвта во клетките, каде што потребна за енергија и односно го намалува нивото на гликоза во крвта, се испитува и се препорачува за да се провери колку е инсулинската резерва, односно колку е способноста на панкреасот да синтетизира инсулин. Кај пациенти кои што имат чести хипергликеми наутро, исто така се испитува. Потоа кај пациенти кои што имат чести хипогликеми, значи што им паѓа шекерот често. Што им паѓа, да, кај нив се препорачува. Кај пациенти со инсулинска резистенција, кај пациенти кои што имат тип 2 диабет и сега ако се на орални антидиабетици, да се види дали е моментот кога треба да се започне со инсулинска терапија. Обично во тие ситуации се работи инсулинот, се испитува инсулинот. И кај инсулиноми, кај тумори кои што имат способност, кои што синтетизираат инсулин, тоа се обично. И на каков начин се испитува инсулинот? Потребна ли е некаква подготовка посебна за пациентот? За инсулинот се препорачува на гладно, претходниот ден така умерена
исхрана без физичка активност, на гладно, доаѓа пациентот во лабораторија, му се зема крв и се проверува. Да пуштиме тука еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Почитувани, останете на Телма. Денеска зборуваме на каков начин да се добијат точни вредности на лабораториските анализи кога земаме крв за покачен шеќер во крвта, за липидниот статус, кога имаме нарушена функција на тироидната жлезда и слично, со доктор Оливера Жиковска, специјалист по медицинска биохемија во Жан Митрев клиник. Доктор, имаме гледач на линија, ќе му дадеме предност, а веднаш потоа продолжуваме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден за него. Ало, добар ден. Повелете. Прашање за докторкава, значи лани декември месец, на 11 декември, лабораториска анализа направив и 24 шекер имав. Значи имам 45 години, а шекерот 24. Пијам терапија сиофор од 1000 мг по стабајле и навечер исто така од 1000 мг, а на ручек пијам амирил од 1 мг. На 31 декември, 31 декември 6,8 се намали. Веќе ми беше намален шеќерот, добро. Да, сакам да прашам дали може од апчиња и од самиот шеќер да имам подуеност. Добро, така. Јас ви благодарам за поставеното прашање. Претпоставам дека ова одговор нова треба да добиете од ендокринолог. Да. Денешната гостинка е всушност специјалист по медицинска биохемија и работи, незината специјалност е всушност лабораториските анализи. Каде ќе препорачате да се обрати на ендокринолог, кај докторот кој што му ја дал терапијата, има подобрување на неговата концентрација на гликемија во крв, значи од многу висока во регулиран диабет, може да настанат и од самите таблети промени како чешање, како отоци, ама треба да се провери дали е навистина од таблетите или така, има значи со докторот кој што ја следи неговата состојба, насоки за понатамошни испитувања ако има потреба. А кај кои пациенти кои што страдаат од диабетес се советува да се испита С-пептидот? Дали тоа се прави заедно со инсулинот? С-пептидот, како се произведува инсулинот во бета клетките на панкреасот, така се произведува и молекула на С-пептид и тоа е многу добар маркер за следење на таа инсулинска резерва, затоа што го има само при создаден инсулин, ја дава реалната слика на колку инсулин се создава во панкреасот. Го нема негово од надвор внесен инсулин и затоа е многу добар да се испитува кај пациенти кои што се на инсулинска терапија, кои што на пример треба да преминат на инсулинска пумпа за да се види дали панкреасот се уште создава инсулин или воопшто апсолутно не создава воопшто инсулин и затоа е добар С-пептидот како еден маркер и исто така за следење на хипогликемија. Кај пациенти кои што имаат чести хипогликемии се препорачува да се испита С-пептидот. Пред да ги вклучиме гледачите, би ве прашала и тестот за урина, со кој што се утврдува присуство на протеини. Кога треба да го прават? Дали најмала количина на протеин е проблематична кај лицата кои што имаат повишено ниво на шеќер во крвта? Па знаеме дека една од компликациите кои што ги дава диабетот е диабетската нефропатија, потоа диабетската ретинопатија и затоа е многу значајно, односно тоа се микроваскуларни пореметувања, да се проверат микроалбумините во најчесто во 24 часовна урина, затоа што кога ќе ги провериме микроалбумините и кога ако се тие нели во помала концентрација е подобро затоа што на време да го превенираме и да го спречиме понатамошното настанување на и прогредирање на компликациите, односно оштетувањата на бубрезите и појава на
терминално да не дојде до појава на терминално оштетување кој што е зависно од диализа, а исто така со микроалбуминуријата се следи и диабетската ретинопатија, односно оштетувањето на рожницата на окото. Затоа и оваа анализа е многу значајна кај пациенти кои што имаат диабет, редовно да се прави за да се баш на време спречат компликациите од диабетот. Да ги вклучиме гледачите, уште еднаш да нагласам дека нашата денешна гостинка е специјалист по медицинска биохемија и прашањата би требало да се однесуваат на лабораториските анализи. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Имате многу добри емисии од кои осознаваме многу работи. Ви благодарам. Јас сум на возраст од 69 години. Пред многу години, 10-15, правев таква анализа за шекерот, тогаш рекоа дека на граница сум. Ја пазам многу, не јадам многу благо, меѓутоа, кога и да јадам, ја од црното чоколадо тоа си консумирам, кога и да јадам, да речеме 2-3 коцки, на вечер тоа го јадам, ќе легнам да спијам, жива вода ми тече од главата. Жива вода сум како некој да истурил со бокал на мене вода. Има ли некои знаци, докторката сигурно знае, или треба ли да се... Ја го кажувам ова на интернисти, на мојот матичен лекар, меѓутоа... Така. Ништо. Така, еве некаква насока, каква лабораториска анализа би можеле да направите. Веднаш ќе го вклучиме докторки следниот гледач, па ќе ги дадете одговорите и на двете прашања. Добар ден и за следниот гледач. Добар ден. Ајде уште една можност. Добар ден. Си исклучил. Во ред. Многу пациенти кои што имаат на граница гликемија на гладно или после оброк, ако се нормализира, се кај нив промени хигиено, диететскиот режим, ако почнат со физичка активност, може и без терапија да се одржи. Сега сигурно пациентката имала на граница, си внимава на исхрана и го регулира нивото на гликемија. Што се однесува до препотувањето, всушност тип 2 диабетот настанува поради постпрандијално, односно после јадење, зголемување на влачењето на инсулинот. Значи и кај пациентката може да од самото внесување на чоколадото доаѓа до зголемено влачење на инсулин, тоа може да доведува до нагло намалување на нивото на шекер и да се јават знаци на препотување, пошто едни од знаците за хипогликемија е баш зноење, вознемиреност, дека тоа во сон го кажува само едниот симптом, така да треба да се провери гликемијата во лабораторија, да дојде првин да гликемија на гладно, па понатака да се види кои понатамошни испитувања ќе биде потребно да се направат. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во програма сте, ве слушаме. Повелете, господине. Прашање може, а? Да, секако, да ве слушнеме. Јас имам едно прашање овако. Во образованието, дали треба по овие природни науки, по природните науки во образованието, дали треба наставата да биде практична во кабинети да се изведува или онлайн? Така, ова, господине, сепак е надвор од денешната тема. Секако докторката би можела да даде мислење, но во интерес на времето ќе продолжиме со темата на која што говориме. Да преминеме, докторке, на тироидната жлеза, на проблемот со тироидната жлеза. Се повеќе пациенти се жалат на нарушена функција на штитната жлеза и обично кога ги праќаат во лабораторија, таму се испитува хормон кој што не е директно поврзан со тироидната жлеза. Се работи за ТСХ, тиреостимулирачкиот хормон од хипофизата. Да. Зошто е тоа така? Затоа што регулацијата на создавање и синтеза на хормоните на тироидната жлеза е од страна на
хипофизата, а хипофизата од хипоталамус. Постои една оска каде што хипоталамус одреден тиреолиберин стимулирачки фактор го регулира нивото на лачењето на ТСХ хормонот преден резен на хипофиза, кој пак хормон е директно зависен колку ќе се синтетизира од тоа колку има тироксин односно колку се синтетизираат хормони во штитната жлезда, во тироидната жлезда, и тој механизам е на негативна повратна спрега. И затоа се почнува со испитувањето на ТСХ. Први се препорачува да се почне со испитување на тиреостимулирачкиот хормон. Хормон кој што ќе го стимулира лачењето на хормоните од тироидната жлезда, односно тоа се тироксинот и тријодтиронин, Т4 и Т3. А нивната концентрација пак директно влијае на неговото излачување. Ако имаме високи вредности, тој нема да се секретира и да се излачи. Ако имаме ниски вредности, ќе го има во поголема концентрација. Да, затоа што тоа е тој механизам на регулација од страна на хипоталамус и хипофизата. Се испитуваат и антитела? Да, се испитуваат антителата. Ги има повеќе? Кои се најважни? Па, обично, најчесто автоимунозаболување е Хашимотов тироидитис, кој што е најчесто пратено со хипотиреоза. И кај него се испитуваат антителата на тироидна пероксидаза. Тие најчесто се испитуваат, ама постојат и антитиреоглобулинските антитела, кои што помалку важни од овие, ама сепак има ситуации кога се на граница овие, па ни треба до испитување за да се диагностицира Хашимотовиот тироидит, се препорачуваат и тие антитела да се испитуваат. И како правилно да се земе крв за да се испитаат сите овие параметри кои што ги набројавте? Доколку некој е на терапија со заменски, со еутирокс, еве се пие кај нас еутирокс, дали треба да се испие јапчето? Не се препорачува да се испие. Значи, пред да се земе терапија, не треба да се испие. За пациенти кои не се на терапија. Значи, можат конкретно зборуваме сега за хормоните, за тироидните хормони. Тие се можат во било кој дел од денот. Да, не е важно на утро попладне. Ако е на терапија, првин се зема, па после тоа се пие терапијата. Се зема крв за анализи, па се пие. Инаку, реално за сите, скоро за сите биохемиски анализи, односно лабораториски анализи, се препорачува земање на примерок наутро, на гладно, кога организмот е одморен, од спиење одиме во лабораторија, затоа што после тоа стрес, активност, така вака се, затоа најдобро е да се земе крв од 7 до 9 часот наутро, на гладно, на празен стомак, тоа е најдобро. Ама постојат исклучоци или вака кај хормоналната терапија. Многу поважна е за хормоналната терапија, за терапија со железо, за витаминска, дали е потребно да се направи одреден период на престанок. Тоа е многу особено кај железните препарати што се земаат. Колку време тука советувате да се направи пауза? Зависи на каква терапија. За железо 24 до 48 часа се препорачува да не се земат препарати со железо, овие мултивитамински. Ако прима како терапија, ако прима перос 7 до 10 дена, значи 7 до 10 дена, тој период кога организмот ќе се исчисти од тој метаболит, конкретно од железото, и да се земе крв за испитување. Ако интравенски се дава, пошто има пациенти што интравенски 3 дена, треба да има пауза. Да, а ако е интрамускулно, дури до месец дена. Бидејќи се задржува подолго. Да, и затоа тоа мора да се почитува, затоа што многу пациенти, само што ќе завршат со терапијата, ведно сака да видат каков е ефектот. Тогаш ефектот нормално од препаратот железен е максимален и после тоа доаѓа до
снижување и нереално добиват неточен резултат. Всушност се уште перзистира проблемот што го имат. Конкретно за железото, подолго време треба да трае и терапијата и зависи од на каков тип на анемија. Ако е ако нели имаме не толку ниски вредности, може 3 до 4. Ако имаме период на подолго траење на анемија, таму дури 3 до 6 месеци се препорачува и затоа некој да пие 3 до 6 месеци и сега не може да дојде веднаш потоа да се направи испитувањето. Ви благодарам за сите корисни совети и препораки што ни ги дадовте при земањето крв за лабораториски анализи, нешто што навистина често ни се случува во секојдневието. Се надевам ќе се видиме повторно. И на вас се надевам дека им разјаснивме некои дилеми на гледачите. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. До гледање.